Почитувани граѓани, почитувани новинари, инвестициите во развојот и унапредување на инфраструктурата се еден од 10 приоритети во акција 21, со која европските стандарди ги носиме дома. Тоа се потврдува и со буџетот за 2021 година на Министерството за транспорт и врски, кој е развоен и во него огромен дел од проектираните средства, или 83%, се наменети за капитални проекти. Таквиот буџет треба да обезбеди високо ниво на реализација на капиталните инвестиции во делот на гасификацијата, железничката и комуналната инфраструктура, како и изградба на социјални станови. Клучен капитален проект на кој ќе посветиме големо внимание е изградбата на железницата на коридорот 8, пругата кон Бугарија во втората и третата фаза во вредност од 600 милиони евра. Само во североисточниот и источниот регион реализираме инвестиции од над 800 милиони евра. Се вложува во изградба на патна инфраструктура како никогаш досега. Обезбедивме 937 милиони денари за изградба и реконструкција на канализацијски и водоводни мрежи во општините. За следната година веќе обезбедивме 615 милиони денари за изградба и санација на локални улици и патишта ширум општините во државата. Многу значаен проект за подобрување на урбаното живење на граѓаните. Покрај тоа, со 35 милиони евра средства добиени преку пренамената од ТАФ, ќе се финансираат 99 локални проекти во 75 општини. Во следната година, посебно внимание ќе посветиме на навремената реализација на капиталните проекти или на оделни фази од нив за оние долгорочни капитални проекти. За таа цел, на централно ниво, под координација на Министерот за финансии, ќе се формира меѓуресорско тело за надгледување и реализација на капиталните проекти, со цел да се зголеми степенот на реализација на капиталните проекти. Почитувани, во изминатите 3 години покажавме како е да се работи честно, домаќински и одговорно, како се гради по план. Развојот и инвестициите во инфраструктурата продолжуваат со засилена динамика. Преку одговорен, отворен и инклузивен пристап продолжуваме со реализација на капитални проекти со кои ја градиме и развиваме нашата држава. Благодарам.